Десетина полицајци доцна синоќа упаднале во домот на Славче. Инвалид кој преживеал 2 мозочни удари. Барале дрога во куќа на човек што едва и може да зборува, а камоли да тргува со наркотици. При претресот направиле вистински хаос во куќата. Полицајците не се представиле, а налогот за претрес го покажале дури при напуштање на местото. Славче и Чичко Методи не добиле никаков записник од настанот. 82 годишниот Чичко Методи ни солзи ни раскажува за претресот. Вчера вас ви упадна полиција. Да. Дали може да ни кажете дали ви дадоа налог за што упадна, каде вршеа претрес, во колку од прилика дојде тука полицијата? 8:30 дојдо, а ни налог имав, ништо немав. Дојде таму на врата, ја таму спие, во една куќа. Ја доште рече, земи го палтото, е ладно, дојде ваму, рече, имам некоја работа ке синти. Што работа, реко, не знам. И дојдов и ондека застанав ке најлоно. И цело време тука стоев и си влегов долу, отидов горе ке Славче таму, се претера таму. Му рекол еден да ти врзиме рачите, аме зашто? Му рекол ти гледаш дека не сум добар, не можем со раката, со ногата. И така. Колку полицајци беа? Па имаше, не знам, 10 души треба да беа. Имаше многу. Едни влези, други излези, така, 2 коли внатре. Вашиот син, што уствари е осомничено лице во овој случај, не е осомничено, меѓутоа налогот за претрес е на неговата куќа. Да. Е лице што доживеало мозочен удар? Да, има два пати 3 мозочен удар. Тие побара да му стават лисици? Да, побарале, не знам, таму тој кажа. Тој кажа Славче, рече, дед сака рече ми врзат. И ми рекол, после вика, вака, ај рече, и му остаја, вика, не ми врза. Колку време траеше претресот? Затоа што тие оставиле хаос позади нив. Па имаше едно сат, 2 сата, како да речем, таму сето претерува и долу и горе. Мајче време се задржа. Ве вознемирија? И па како не, на постапување? како не, се исплашив, да кажем, право се здрвив. Што е работата? И така. Дали планирате да го пријавите ова во МОБ? Ја те работи не можем да одам нигдека и не сум вреден, способен, да кажем право. И со глата е нешто, 5 пати еве крв ми тече до ова страна, левата страна. И нешто не и со нозив не сум добар, треба да одење, нели? Амо таму не можем. Јутоа вие никогаш не сте биле ни пријавувани пред? Не бре, душа, не, ништо немало, се уред било. Не знам што е работа, од кај испанува работа. Ова ви е прв контакт? Да, се почудив, значи, кога дојда тука, што е работата? Еден мудри по рамена, вика, бе, што се плашиш, чиче, вика, не се тресе, вика, да, ма што е работата? Тоа е, вика, тоа таде пратено, вика, те мора да извршиме контрола и тоа. Каков однос има полицајците? Добро, значи, према мене добро, значи. Не ми се развикува да речеме нешто да ми се извикат, тоа не. Меѓутоа направија хаос внатре? Да, внатре видовте. И в гаража таму, дај ми клуч, еве ти клуч. Од подробно да имаш клуч, имам, реков, јас кај мене го чувам клучот. Добро, после претресот до овој момент немате никакво повратно, ништо повратно од МВР, така? Не, нема ништо. Дојдоа ви дојси заминаа само? Да, претера тука, колите и замина. После претресот тука пристигнала вашата внука? Да, дојде тука, кога виде. Се вознемири? Да. Се фати за глас, што е рече. Не знам, реко, што е. Тоа е. Ќерката на Славче, која е бремена, доживеала шок кога дошла во куќата откако ја побарале нејзиниот татко и дедо по претресот. И прво, нели, кога отидов, гледам све растурано, не ми беше јасно, викам, што е работа. И дедо ми каже, вика, дојдоа, вика, полицајци, 10 души биле преварували внатре све, и во гаража, и во подрум се симнале, дека он чува и гулави, таму гледале. И позади куќа стег дека проверувале, прво не кажале, нели, што е. После кантимев најверојатно дека нели само биле испратени и ми го дале тоа листот. И јас кога дојдов ми го дадоа да го прочитам, пошто са и дедо ми нели постар, не може да гледа. Татко ми пример да го прочита, нема да знае да му го каже, пошто со говорот оштетен. И кога прочитав, значи со како прво нели тоа ми дојде, значи 3 пати го читав и не ми се веруваше, пишува наркотични средства. Значи и дедо ми беше исто така потресен, вика, јас не знам, вика, ми извадија од дома, вика, пошто се 2 различни куќи двор.
И вика, не знае, вика што се дешава. Прво гледам барат и вика, мене малце, вика, ми стана јасно дека нешто такво барат, пошто отварале долу подрум шишиња, кутии, се барале. Се легитимирале кој како бара, зошто бара? Они само кажале дека биле испратени. Сад не знам дали тие двајцата полицајци се легитимирале, не дали кои што како, само рекле дека биле испратени, имало налог, дека морало да извршат претрес, дека од судија бил со налог одреден. Планирате да го пријавите ова во МВР? Би го пријавиле, затоа што не знам кој се оседил такво нешто да направи да пријави, поготово болен човек со 2 удари, за такво нешто мислам и да доаѓаат дома 10 души да гледаат и луѓе, тоа е срамота. Што да кажам повеќе.